Ќе гласаме за ваш кандидат, а за возврат ќе добиеме гувернер. Ќе го поддржите преспанскиот договор во собрание, ќе добиете амнестија. Со големите политички пазарења стануваат правило на место исклучок на македонската политичка сцена, а високи функционери во владеачката коалиција јавно ги истакнуваат како нешто сосем прифатливо. Артан Груби од ДУИ во контекст на престојните избори и консензуалната поддршка на СДСМ и ДУИ за еден од кандидатите, порачува дека истата таа консензуалност ќе доведе до тоа следниот гувернер на Народната банка да биде албанец, а потоа можеби и премиерот или председателот на државата. Konsensualitetin dhe po, absolutisht po, dhe faktorizimin dhe mos majorizimin e votës shqiptare. Njëjtë sikur arritëm për shembull ta bëjmë zotin Fatmir Besimi ministër të mbrojtjes, që ishte pa parashikueshme, që arritëm ta bëjmë zotin Tala Xhaferi ministër të mbrojtjes, zotin Agim Nuhiu ministër të punëve të brendshme, që ishte absolutisht e pa parashikuar, që arritëm avokatin e shtetit, avokatin e popullit, që do arrim të marrim guvernatorin, që morëm kryetarin e kuvendit dhe nesër do marrim dhe kryeministrin, do marrim dhe kryetarin e shtetit me kismet. Договорите по принципот јас на тебе, ти на мене важат за речи се сите прашања, без разлика на државниот или националниот интерес. Повторно се шпекулира дека за да се обезбеди двотретинско мнозинство за законот за јавното обвинителство во собранието, власта беше подготвена да ги врати во игра 8 исклучени претеници од ВМРО ДПМН. Истите оние кои гласаа за преспанскиот договор, а за кои и самиот премиер неодамна призна дека биле пазарно договорени да дадат поддршка. Јавно го кажувам и не бегам од тоа. Верувам дека парламентот нема потреба повеќе да посегнува по вакви работи, затоа што овој случај беше јасно издиференциран. Останува нејасно како политичките пазарења ќе поминат во Брисел со оглед дека ЕУ инсистира на правна држава и апсолутно почитување на демократските правила и принципи. Особено сега додека власта најавува почеток на преговорите за членство во јуни, а некои од највлијателните земји во Унијата се противат и бараат дополнителни причини за да го оправдаат блокирањето на проширувањето на европското семејство.